На државата и фалат добри хотели, но постојат бирократски пречки, особено во заштитените подрачја. Време е да поедноставиме постапката за нивна изградба. Ова го порача вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски на трибината Автопат Е75, инфраструктурата како основа за развој на транзитниот туризам. Во моментов сме во една ситуација каде што е навистина комплицирано да се гради. Урбанистичките планови се носат предолго, да не зборувам во заштитените подрачја од типот на Охрид, на Битола, Старото Јадро, на Крушево, Кратово, Старата Сковска чаршија кои што се заштитени, таму е практично невозможно. Ние не можеме да зборуваме за туризам, а главниот туристички центар да нема ни еден хотел со 5 звезди и да нема пристојно место кај може човек да се смести и да има ограничувања од, не знам, 2, 3 или 4 висини што никој не би инвестирал затоа што не може да има поврат на инвестицијата. Поред Николовски, државата и јавноста треба да почне да размислува за стратегија за поедноставување на постапките за градба, како да се привлечат инвеститори за изградба на хотели, особено во заштитените подрачја. И затоа сакам да отворам оваа тема, треба мислам да ја размислува и јавноста. Од една страна да, во рете и треба да имаме заштита, но од друга страна, доколку сакаме да се развиваме, повторувам, во делот на изградба на хотели, не во дел на изградба на згради, не во дел на изградба на станови, туку во делот на изградба на хотели, треба да ја олесниме процедурата како би можеле повеќе инвеститори да инвестираат и како би можеле на тој начин да привлекуваме туристи. Николовски кажа дека Македонија е меѓу ретките држави со двоцифрен раст на туристи, а за само една година се воведени 21 нови директни авиолинии од европски метрополи. Го нагласи значењето на Коридор 10 како европски транспортен правец низ кој минуваат транзит туристи. Рече дека туристичкиот потенцијал на Македонија не е искористен ниту 10% и дека државата има шанса да стане центар на транзитниот и културниот туризам во регионот.